65-годишната даделка со иницијали ТС е во притвор поради малтретирање на детето што го чувала 5 месеци. Видеото на кое се гледа како таа го удира, го тресе и му вика на 9-месечното бебе предизвика лавина реакции во државата. Доколку се докаже вината и се заканува затворска казна од 10 години. Во предистражната постапка таа негирала дека е виновна. Нејзиниот адвокат пак најавува жалба за притворот, како и дека ќе побара изземање на видеоснимката како доказ од судската постапка, бидејќи била незаконски стекната. Не постои план Б во однос на обврската за избор на специјалниот обвинител, што треба да се случи до 15 септември. Очекувам тој да биде избран во предвидениот рок и веќе од 16 септември да започне со работа, изјави евроамбасадорот Иво Орав. Тој го оцени договорот како извонредно достигнување, но и дека сега партиите се во уште потешка фаза на имплементација. Не постои план Б, специјалниот обвинител треба да биде назначен на 15 септември и лично сум многу охрабрен од говорите кои завчера ги има премиерот Груевски, лидерот на опозицијата Заев. Остануваат уште неколку прашања и се надевам дека ако не во следните неколку часа, тогаш во следните неколку дена овие прашања ќе бидат решени на еден многу конструктивен начин и во интерес на оваа земја. Така што на 15 септември ќе се постигне договорот, а на 16 септември новиот специјален обвинител ќе почне со работа, рече евроамбасадорот Орав. Мерките за спречување на така наречените лажни азиланти од Македонија кон земјите од Европската Унија се преземаат во континуитет без оглед на актуелната бегалска криза, изјави портпаролот на МВР Иво Котевски по коментарите на некои европски представници дека бранот бегалци го искористуваат и државјани на земјите од Балканот, со што се зголемува нивното присуство и барање за азил во западните земји. Република Македонија уште од донесувањето на одлуката за визната либерализација во континуитет презема низа мерки и активности за спречување на бранот на така наречените азиланти. Без разлика на бегалската криза со која што се соочуваме деновиве, продолжуваме да преземаме такви мерки. Мерките се главно во две насоки. Едната е превентивно работење во оние средини од каде што имаме сознание и податоци дека доаѓаат така наречените лажни азиланти. Вториот пакет мерки кои се преземаат од страна на МВР се репресивните мерки, додаде Котевски. 1830 потврди за искажана намера за барање на азил се издадени во последните 24 часа. Од 19 јуни годинава до сега се издадени 68.784 такви потврди на странски државјани, соопшти МВР. Во истиот период до оделението за азил не се поднесени барања за признавање право на азил врз основа на претходно издадена потврда. Азил во Македонија до сега побарале 49 лица, од кои 36 се државјани на Сирија. Државите немаат право да ги одбиваат мигрантите и се должни да ги оценат барањата за азил, дури и на оние кои на нивна територија влегле нелегално, нагласи Советот на Европа. Се додава дека кога ќе се разгледуваат поединечните случаи, државите треба да земат предвид дали одредениот мигрант, доколку биде вратен во својата татковина или во транзитната земја, ќе биде изложен на опасност од смртна казна или малтретирање, нечовечко однесување и други нарушувања на основните права, вклучувајќи и физичко насилство. Советот напоменува дека не е дозволиво одлуката да се донесува врз основа на полот, расата, бојата на кожата, јазикот, верата, политичките или другите ставови, како и потеклото. На 10 дена пред превремените избори во Грција, партиските лидери синоќ учествуваа во првата телевизиска дебата од 2009 година, пошто остана нејасно какви би можеле да бидат постизборните коалиции. Покрај поранешниот премиер и лидерот на СИРИЗА Алексис Ципрас и неговиот најголем ривал Евангелос Меимаракис од конзервативната Нова демократија, во дебатата учествуваа и лидерите на ПАСОК Фофи Генимата, како и лидерите на Потами, Комунистичката партија, Националното единство и на независните грци. Ципрас искористи можноста да нагласи дека договорот што неговата влада го потпиша со доверителите во јули успеа да обезбеди клучно финансирање за спас и стабилизирање на економијата. Тој призна дека на патот имало испади и грешки, но инсистираше на тоа дека СИРИЗА преговарала за разлика од Нова демократија која само ги исполнувала барањата на доверителите. Меимаракис му врати на Ципрас тврдејќи дека Нова демократија била поискрена со грците и не ветила ништо што знаела дека не може да го исполни. Тој исто така и обвини СИРИЗА за крев
кревко обновување на земјата, што го постигна коалицијата на Нова демократија. Во јануари, кога ја предадовме земјата, економијата беше во многу подобра состојба отколку што е сега. Владата на Нова демократија беше насилно прекината, рече Меи Маракис.